Благодарам на репликата господин Кастриот Реджепи како предлагач на овој закон. Меѓутоа, вие не се обидовте да ми дадете аргументи кои што ќе одат во насока зошто да се подржи овој закон, туку вака процедурално укажувавте дали некој треба да говори, не треба да говори, како да помине овој закон. Сметам дека право на секој пратеник е да говори и да ги изнесува своите ставови, тези, анализи на сите законски решенија и сметам дека тука нема никаква пречка да разговараме. Законот ќе си помине процедура таква како што ќе помине, ќе си иде на пленарна, дали ќе се усвои, нема се усвои, не знам, не можам да преюдицирам. Сега напоменавте и дека доколку не сум бил задоволен од решението да поднесам амандмани. На што да поднесам амандмани? Има два члена овој предлог закон. Едниот член е дека наместо 30%, кое што е постои во законот, не е ново решение, го зголемувате на 50%, можноста за проектирање зголемена за 50% од просечно остварените приходи на општината во последниве 3 години. И второто решение во членот е дека истиот ќе важи од 1.1.2021 до 31.12.2021. И тука ви паѓа во вода тезата дека доколку сме го изгласале во 2020, ќе имало некоја разлика. Без разлика што е поднесен во 2020, законот се однесува за оваа година и тоа стои во членот 3 од предлог законот за 2021, која што е изборна година. И јас како пратеник и одговорен пратеник сум должен да укажам дека со ова им давате можност на градоначалниците прво да ги стават општините во уште поголема задолженост, затоа што ќе може да предвидат поголеми расходи, што е нереално. Второ, во изборна година им давате можност да прават програми кои што се нереални, не може да ги изреализират само за да се додворат до гласачите и затоа што 4 години ништо не работеле или работеле многу малку или не го исполниле она кој што го ветиле кога се кандидирале за градоначалници, сега да им го блажите тоа нивно неработење. И од тој принцип, како загрижен граѓанин, јас кажав дека нема да дадам подршка на едно вакво законско решение, затоа што сметам дека 30% од остварени приходи во изминалата година е доволно за да проектираат реален буџет, реални програми и дополнително што сум константно бомбардиран од премиерот и владата дека Македонија е фантастична во справувањето со последиците од COVID-19, дека сите мерки биле апсолутно навремени, давале фантастични резултати. Јас не ја гледам потребата која што вие ја негирате, е напишана во образложението кое што го имате подпишано господин Реджепи, дека поради COVID-19 пандемијата го предлагате ова измена на ова законско решение. Моја право е да не го подржам, амандмански немам каде да интервенирам, сметам дека е изборен период и ова само додворување на гласачите. Благодарам. Повторна реплика, пратеникот Кастриот Реджепи.